Добро, да искористам приликата да известам целокупната јавност дека денес до председателот на Собранието на Република Македонија поднесов оставка на функцијата пратеник. Причина е тоа што во наредниот период ќе бидам дел од акционерското друштво Елем, односно првиот човек на комбинатот Рек Битола. Сметам дека со мојот ангажман и влогот кој што го имав во изминатите 3 години, односно 2 мандати, во целост ја оправдав довербата на гласачите и од Битола и од изборната единица 5. Новата функција ќе биде мој нов предизвик. Господине Ковачевски, господинот Самка веќе кажа дека доаѓа на вашето место, меѓутоа и најави промени во владиниот состав. Имате ли вие вакви информации, што се промени можеме да очекуваме во владата, имајќи предвид дека сте дел од партијата која што е носител? Од она што јас го имам како информација, тоа е само дека првиот нареден пратеник од листата е господинот Самка Ибраимовски, тој ќе напушти функцијата министер во владата на Република Македонија. За сите останати кадровски промени ќе очекуваме во текот на деновиве да се огласи премиерот Заев. Значи вие пак велите дека ќе има други кадровски? Па можно е, не е исклучено. Се друго сакам да прашам, вие сте кој што подолго време се задржа во председничката група на СДС, ако можам така да се изразам. Господин Ковачевски, многу големи промени потрпи вашата председничка група, еден ваш коментар. Очекувате ли да се зајакне или во насока на таа смисла ви очекува некој коментар од ваша страна? Многу пратеници замина и за градоначалници. Добро, значи после формирањето на владата и заминувањето на еден дел од пратениците во извршната власт, вториот чекор беше дел од пратениците колеги мои кои што стана и градоначалници. Секако дека сега моето ново работно место и местото на колегата Стево Пендаровски ќе бидат во насока на подобрување на состојбите во општеството и очекувам дека исто како и ние досегашните пратеници, оние кои што се дел од листата кои што повторно доаѓаат, дека со својот ангажман и допринос дека ќе ги запазат интересите не само на граѓаните, него и на коалицијата во целост. Да. Утрешната седница во 11 часот на самиот почеток ќе бидат констатирани двете оставки. Истовремено ќе биде известена Државната изборна комисија, ќе се донесе одлуката за наредните 2 нови пратеници и потоа ќе следува продолжението на седницата во однос на донесувањето на буџетот на Република Македонија за 2018. На местото на Пендаровски доаѓа Далибор, директорот на Агенција Млади и спорт. Да, Каевски е следен, па после Далибор Богдановски, кандидатот од Сопиште, да. Далибор Богдановски.